Мицкоски бара предвремени парламентарни избори, а Заев не сака изборно соочување. Премиерот смета дека изборите го стопираат развојот на државата и инвестицијските процеси и ја забавуваат на незиниот пат кон евроинтеграциите. Лидерот на СДСМ е со став дека изборите за нов парламентарен состав треба да се одржат во редовниот термин во 2024 година. Секое предвремено истрачување на избори значи кочење на ваквите процеси. Затоа редовните избори се во 2024 година и треба да обстоиме на тоа, а до тогаш навистина треба сите, ама буквално сите, почнувајќи од мене, председателот на државата, извршната власт, општините, но и сите наши граѓани да ги засукаме ракавите и да работиме. Само така ќе имаме поголема плата, само така ќе имаме поголеми инвестиции, само така ќе имаме поголем извоз и само така ќе донесеме поголема среќа за целиот наш народ. Сепак Заев при посетата на Гевгелија не се осврна на најавите на Мицкоски од вчера дека е можно наскоро да се формира ново парламентарно мнозинство со од 6 до 7 пратеници од власта кои ќе поддржат нова влада. Според лидерот на ВМРО-ДПМН, гласањето за интерпелацијата на вице-премиерот за евроинтеграција Димитров бил последниот доказ за тоа дека пратениците од власта му откажуваат послушност на Заев. Оно што се покажа на интерпелацијата, да речеме, за вице-премиерот Димитров е дека тој га нема довербата на 62 пратеника. Што значи кога денеска би се гласала влада, тој нема да помине. Бидејќи има само 55 пратеника. Така што мислам дека наместо да се извртува тезата, треба да се постави прашањето каде исчезнаа 7 пратеника кои што пред само 6 месеци го гласа Никола Димитров. Да не тие 6 пратеника или 7 понатаму гласат некоја друга влада и некој друго парламентарно мнозинство набрго денес. Моментално владеачкото мнозинство на СДСМ и коалицијските партнери БЕСА и ДУИ брои 62 пратеници.